Јас знам точно кој лаптоп го сакам, деновиве тоа се изражував. Ма што ми е гајле, што ќе речат пред другите? О мај гад, еве го бебето. Види го цел свет ја со стола. Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео. Јас уште малку спијам, ама веќе се облеков и веќе се спремив за денешната мисија. Ме нема после стримот неколку дена. Јас за тие неколку дена одлучив дека за мојот роден ден, освен мене што ми даваа поклони и освен јас што на стримот давав поклони на други, остана само уште јас сам да си дадам поклон на самиот себе. И тоа решив да биде ни помалку ни повеќе лаптоп. Дома имам и друг лаптоп, ама веќе е стар многу години. Решив дека конечно имам голема потреба за нов лаптоп, така да денеска ќе одиме да си купам нов лаптоп. Затоа што со новата ситуација не знам кога работите ќе се сменат и јас пример ми требаат и за онлайн предавања и за цело време да го носам со мене, затоа што јас повеќе не сум дома откога што сум дома, што сум насекаде. И дефинитивно ми треба лаптоп да ми го направи животот полесен повторно и да не знам да биде тука секојаш со мене, да можам надвор да си работам на него и за све, така да денеска конечно одам по лаптоп. Јас знам точно кој лаптоп го сакам, деновиве тоа се изражував, така да денеска ајде одиме заедно да си окупам новиот лаптоп. Одиме сега заедно да ви покажам каде, што, како и све, така да многу сум возбуден. Нов лаптоп, човече, конечно. Одиме, ќе ме видите на следно во кола за 3, 2, 1, сега. Возиме до локацијата, одиме во Ситимол, одиме во Нептун да си го купам лаптопот. Таму ме чека бебето, ми кажа дека таму го има, така да јас денес таму ќе одам. Ова прв пат пробувам да се снимам и да се возам во животов, али еве ви апдейт да ме видите како возам, дека одамна ме немате видено како возам. Да ви кажам, да ви покажам дека сум супер, дека се навикнав и дека супер си возам и дека сега сите од страна ќе ме гледат ко лут. Мара ја и секој ден кога зборам на телефон, не го држам телефонот туку, го ставам туку, јас вака се зборам у кола, така да дали зборам телефон или се снимам исто ни доаѓа, само што ќе ја видат камерава ќе речат овој, ма што ми е гајле, што ќе речат пред другите? Што сакат нека речат. Чекај нека песна да си најдам ја туку. Сакате ли да слушнете една многу добра песна, као предобра е песната? Многу добра песна, жими се. Не верувам во тебе, мисле се боле од мене. А види ме денес, сум повеќе вреден за светот, Не, сега се смејам. Имам среќа, пуна вреќа, веќе не се вреќам, сватив дека не се неќам. Но што би се мразал кога други ме сакат? 100.000 насмевки, 113.000. Стварно извини што не верував, извини што те подцени, фала што те убедував, те молам разбери ме, сепак сум само дете. Што знам ја за светот и како да бидам среќен? Ајде бе брат, не се нервирам додека возам, ич like a dynamite. I don't cook, I don't clean, but let me tell you about the thing. Брат, биваше тука да застанеш, брат. Ајде бе брат, зашо не ќе? Еве го. Да. Ми вика чекај минута, системот е паднат. Како паѓа системот на паркингот, брат? Сега чуваме најгоре. Стигнавме во Сити Мол. Топ сме. Возач најдобар. Ајде во Нептун. И еве сме дома, конечно, на највозбудливиот дел од ова видео, а тоа е анбоксинг на лаптопот. Јас не можам да дочекам и буквално се осеќам ко сега да го анбокснувам мојот прв компјутер, мојот прв лаптоп, а не е. Али од што толку е добар и од што толку ми се свиѓа се за него, едва и чекам да го отворам. Така да. Ова. Види колку е убаво куферчето, човек, види колку е убаво. И колку е тешко. Одиме сега да го отвараме, леле. Кутијава ќе си ја чувам, гледај колку е убава кутијата. Тарарара, парарара. Опа. Леле, ја не гледам сега убаво што имам внатре, дека на вас ви покажувам. О мај гад, еве го бебето.
Ова луѓе, мене ми е жал да го анбокснам. Колку е убаво. Што има друго во кутијата тука? Има вакви мануалс. Ева го полначот. Леле кул кафе полначот. Republic of Gamers. Знаете ли колку години јас сакам да си земам Republic of Gamers лаптоп и сега конечно е во мој раце, луѓе. Леле, не сакам да го отворам, од што ми е жал. Ова е најсатисфаинг делот кога отварате било што. ASMR со Стефан. Знам дека уште го чекате ASMR видеото, ама еве додека уште не го снимам, еве делче од ASMR во вакви видеа. Леле, колку е убав, човече, дали можам јас да ви долувам воопшто колку е убав ова чудо. Гледайте го, бре. Еве го од страните. Тука има 3 USB порта, што се 3.1. Еве го од позади, еве го од другата страна. Дали можам вака заедно со вас да го отворам? Еве го, и ова го тргам. Последниот дел од анбоксингот. Oh my god. Ова е буквално најубавиот лаптоп и компјутер и све што некојаш сум го имал, човече. Знаете ли што е најакото нешто? Морам да станам пак да ви покажам што е најакото нешто. Го гледате вака лаптопот? Треба да стиснам само едно копче за да се случи магијата. Сепак треба да го поврзам во струја дека му е прво палење, за да се случи магијата. Гледај колку е убав и полначот, бре. Многу е долг кабелот, што исто така ми се свиѓа затоа што можам да го влечам од да не ми треба ни продолжен ни ништо. Се вклучува позади. Сега е време за магијата. Ајде, чекај, за ова ќе го изгасам ова светло. Евак. Гледайте го тоа здола. О мај гад, види! Види го ова! Ова го видов на интернет дека е вакво, леле! О мај гад! Види го цел светиот здола! Цел светиот здола, човече! Види ги боите колку се јаки. И од оздола свети цел. И сега ова е биосот што треба да се инсталира уствари Windows, што нема, чекај светло да го вратам. Нема да го правам тоа во моментов, ама сега ќе ме видите во некои други видеа како користам лаптоп затоа што сега ќе го користам многу. И како што ви реков, ми треба многу и за факултет, ми треба многу и за насекаде каде што одам затоа што поголем дел од денот не сум дома, а потребно ми е затоа што не можам преку телефон да правам се. Потребен ми е компјутер да имам со мене, така да конечно ова оди со мене во ранет секаде и заедно ќе си работиме и ќе си креираме заедно. Сега тоа сите што ви интересира каква е конфигурацијата на лаптопот, затоа што ако не кажам сите тоа ќе ме вршувате, ќе ви го кажам тоа сега, ама ќе ви напишам и доле за да си прочитате и вие сами и ќе ви ставам линк ако сакате да го видите овој лаптоп на Asus и некои други лаптопи за да си разгледате и вие ако сакате и вие ваков јак лаптоп да си купите. За сите што се прашуваат, лаптопот се вика ROG Strix G15 и е дефинитивно еден од најдобрите гейминг лаптопи, кој некој што цело време гейма и посебно сум заразен сега и со Fortnite и со Fall Guys и со што све не. Конечно ќе можам да геймам и на лаптопот, што ми беше исто така битно, освен што ми треба и за работа, ми треба за едитирање и чуда, ми треба и за гейминг за да можам да правам буквално се на него се што ми треба. И најдоброто е тоа што овој лаптоп ги има буквално конфигурацијата што сите можни игри можам на најмакс да си ги играм и тука, така да нема да имам проблем ни со Fortnite, ни со Fall Guys, ни ништо да ми кочи, а да играм на максимум резолуција. А процесорот на лаптопот е 10-та најнова генерација на Intel i7, има 16 GB RAM и графичката е Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Мониторот е 144 Hz. Тоа значи дека толку течно ќе се гледа тука и Fortnite и се. Сега ќе бидам најакви игриве затоа што јас на компјутерот немам толку херци монитор и ова тука ќе биде лудило, што ќе имам потечен монитор и од компјутерите што ги имам. Ау, за SSD-то не ви кажав, има 512 GB SSD со тоа што имате простор нормално да си го надограите ако сакате уште повеќе од тоа. Знам друго што требаше да ви кажам, нешто што мене ме фасцинираше и што го немам видено и дознав дека уствари е само кај Asus лаптопите, дека никој друг го нема. Тоа е следното. Ова доле на млокот, што јас сега ова ќе го извадам. Нема сега да го гледате како го извадам затоа што го немам уште инсталирано Windowsот. Ама ова е на млокот што е скратен просторот да го нема тука. Обично нели на тастатурите ова стои тука, во овој дел, ама тука е скратено за се ова да е поголемо
нам лого да стане на самиот мауспад. Го активирате што само една секунда ќе задржите тука и после ви работи. Исто да го исклучите, само задржувате тука една секунда и тоа се гаси. Сега не можам убаво да ви го покажам затоа што го немам инсталирано уште Windows-от, ќе ми треба бај време за тоа сега да го правам, но ќе ме видите сега како го користам лаптопот цело време, така да ќе видите понатаму и тоа како функционира и како изгледа. Ама многу бев фасциниран што отстранет овој дел од тастатурата за да не зафаќа место на самата тастатура и ставен тука да е уште по-практично да ти е тука буквално цело време на прстите. Се надам дека не испуштам нешто што сум возбуден, што сум радосен за лаптопот. Intel i7 10 најнова генерација процесор, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 512 GB SSD со можност за додавање уште 144 Hz монитор, што мене ми е многу важно и тоа ќе ме гледате понатака во некои други видеа, дали во некој стрим или во некој друг влог, сакам пак да ви покажам како функционира кога го имам инсталирано Windows. Ова е буквално најдобриот поклон за роден ден на сам себе што некогаш сум си го земал. Се надам дека ви се допадне ова видео, ако така ставете лайк на ова видео, не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!